прва сезона, прва сцена, прв кадар. Така, се прво иде акција. Можеме да стартуваме. Абе, ова е за мене, така? Таа е за тебе. Ти благодарам, Мартин, што Ти ме покани благодарам на... на тебе. ова. Кај Кај што се осеќам како крал. крал имаш толку јака свеќа до тебе. Тука свеќа јака. Имам фотелја најака. На светот, јас имам столче што крцка. Како да јас се осеќам кога да лежам готово. Нема ја. Мартин. Добро дојде. Добро те најдов. Пред да почнеме, јас Ајде. мислам дека ќе биде многу лошо ако не зборуваме зашто правиме пред подкастот. Ова светло што свети тука, јас пробувајќи да го наместам, го пукнав, мислам некој кабелот беше закачен и пукна и летна искри и мислевме и уствари не пукнав, пошто се беше поврзано беше на продолжен кабел, а на продолжен кабел беше поврзан мојот компјутер, беше поврзан некои други работи и всушност не пукнало, само штекерот. Извини, Ана. Извини, Ана. Се надам. Не А почнавме со пукање, јас си го пукнав. Да, што фалаја. Така. Супер, Ана, се надам нема да го гледаш. Ама битно се снајдовме и битно го направивме и почнавме, така? Не... И почнавме. И тоа е се што е најбитно, а не е битно дали Ана ќе има штекер. А многу ми е жал, јас Ана многу ја сакам и секако дека ќе помогнам да го поправиме тој штекер и ќе купам нов штафелај. Ми е прво многу мило што дојде пак да го снимаме, пошто нели првиот пат имавме технички проблеми. Исто да го кажав во претходниот подкаст, значи ги снимам 2 пати. Но тоа не е причина за да се чувствувам демотивирано или Точно. нешто. Се чувствувам баш мотивирано дека ќе можеме да имаме уште подобар разговор. Што сакаш да бидеш? Кога ќе пораснам? Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Како мал сакав да бидам не археолог, како се викаат науката што истражуваат костки од диносаурици. Не е археолог, туку е Не знам. таа професија. Тоа професија. сакав да бидам како Ќе мал. сигурно ќе ја најдам и ќе ја пишам некаде. Едно време сакав да бидам дизајнер на коли. Сакав да идам да студирам во Германија и да завршам и да се вработам во BMW да дизајнирам коли. Тоа ми беше пикот, тамо се запишав на уметничко, тамо се почна тамо таа приказна и сега сакам да сум тату артист. За можностите. Можностите. За можностите. За како тоа изгледа, може би подетално како ти го гледаш, што гледаш тука во однос на можности и што гледаш во било која друга земја надвор и кој е твојот став во однос на сето тоа? Тука, како тату артист, не знам баш... Не дека не може, види, се зависи од кој аспект збориме. Секако секаде може да се успее ако доволно се вложиш, барем тоа е... Секаде. Да. Не, добро сега, не. Во Африка, да, управа си, окей. Транство секако дека е подобро за таа индустрија. Прво, тука не е доволно развиена, како што е устранство. До негде сме, ама имаме уште многу леп да јадеме како држава. Не само за таа насока, за апсолутно се. До каде мислиш дека сме? Па многу години уназад сме. Многу. Јас искрено мислам дека нашите луѓе, менталитетот на повозрасните, е заглавени се во времето кога можеби во годината кога Македонија излегува од Југославија. Као они се ментално таму. Да. Као фали Многу, едукација. многу, да. Нема професори, нема ментори, не се квалитетни. Па не знам колку може само да се наслони тоа дека менторите и професорите не се квалитетни. Повеќе е тоа што као многу работи се. Не знам од кај да почнам да ги овако. Прво, најверојатно како Министерство за образование, тие средства кои што ги имаат и кои што ги користат за нашите јавни образовни институции,
колку формално тоа звучеше. Не се премногу корумпирани, најверојатно. И не доволно средства идат онаму каде што треба да идат. И оние кои што идат се многу малку и најверојатно кога толку малку финанси има во тој одреден дел, и луѓето кои што работат таму, кои што живеат со толку малку финанси и пробуваат да цела школа пробува да функционира од нив, е толку можеби и демотивирачки фактот кога континуирано го правиш тоа и знаеш дека тоа нема да се промени, а ти буквално си работиш во едукација и немаш како да Грео, и најверојатно живееш од некоја мизерна плата, а тебе се очекува да се справуваш со се и до некој степен секако дека има професори кои што се као воу. Они не треба да бидат професори. Например, као го гледаш тоа, има професори кои што се секако супер. Или да не ги ставиме сите на исто место. Под иста бранша, да, али секако дека многу влијае прво со платата што ја зимаат, многу нормално дека не се задоволни, не можат месецот да го истераат, а не па ќе се замараат се да види. Има квалитетни професори и ментори, да, ама буквално може на раце да се избројат. Мислам, не до толку, ама за разлика од каде е странство и Европа и сите други, многу сме назад. Како може тамо токави факултети, токаво образование, се тоа на ниво, невидено ниво, значи тука средно уметничко и у било која друга држава надвор средно уметничко, тоа не е споредливо како да ти објаснам. Мислам, нема допирна точка нема. Тоа е трагично според мене. Не можат луѓето да се развиваат како што треба. Да, имаше исто една статија која што ја прочитав, пишуваше дека македонските средношколци, го зборувавме, се подпросечно писмени. Да. И за тоа зошто се подпросечно писмени најверојатно статијата звучеше како да ги обвинува средношколците. Да. И мајка ми знам дека така го свати и беше како Мартин, попросачен си. Ама не зборува за писменост. Да. А писменост е нешто што во главно треба да потекнува од самото школа. Не зборува за интелигенција. Точно. Што значи буквално замисли имаш нешто и не го користиш до целосниот потенцијал што го има. Замисли ти како растеш тука и како млад човек сваќаш дека ти не можеш да го искористиш твојот целосен потенцијал. Во лага растеш. Во лага, па не те лажат. Мислам дека знаеш што се случува, само немаш каде да бидеш целосно да пораснеш интелектуално и да се развиваш и да растеш на кариерно поле, затоа што најверојатно прво нема нели таква индустрија тука, па потоа нема можности за тоа и ти сваќаш дека тука можеш само животот да го потрошиш. Можеш само да го потрошиш животот. Буквално. Нема нешто друго што можеш да правиш. Да. Многу не знам, не знам, таа тема ми е многу тажна. Тажна е, стварно е тажно. Стварно тажно, онака лошо се осеќам внатре, што стварно е вистина тоа. Да, па јас не знам како некој може да живее тука и да не му пречи тоа. Као онака да му изстрела очите цело време. Ама пошто не е само тоа. Океј, кога ги гледаш едноставно, секогаш си поврзан со интернет и знаеш што се случува надвор. И знаеш можеби некои другари што ги имаш кои што живеат некаде во странство, и знаеш они што прават, што се бават. Ти кога ги гледаш работите што ги прават и ти тоа што можеш и што го правиш тука е толку неспоредливо, едноставно тажно се осеќаш затоа што си викаш па јас можам тоа да го правам, само тука немам како и каде да го правам и зашто баш да го потрошам животот да не го правам тоа.
само затоа што таму каде што сум го нема тоа. И тоа се секогаш различни работи, не мора само да биде, нели, глума или тату артист, Да, или еве, филм од или аспект што и на да. уметност, јас средно уметничко што завршив со еден другар, он моментално студира и работи во Русија. 1 година се полага за да влезе во факултетот. Имаш над 30 приемни. Не знам, Што универзитет е тоа? не знам. Палат, не палата, замок е тоа, не знам како да ти објаснам. Врвни професори, врвни ментори, значи човекот, ја можам да го класифицирам како сликар, уметник, човек веќе на наша возраст, он знае, он готово веќе, толку. И дури иако Русија е као малце. Небитно. Да, не е битно. Зошто ние да не можеме? Пак има можности. Па тоа е тоа. Не е, и дури и да ја скршиме таа дилема дека го сите поминуваме наверојатно некое време или некој период каде што гледаме светот со некои розови очари дека се надвор е најпоубаво. Да. Кога тоа не е случајот така воопшто, кога ги гледаме едноставно најверојатно на маса работите сваќаме као гледаме каде повеќе тежи у тој момент и сваќаме дека не е само дека можеби светот поубаво изгледа надвор, сите работи кои ги ставиш на маса, сваќаш дека Па не се согласувам баш тука. Животот тука е сосема различен од странство. Според Да. мене. Таа слобода нема да ја добиеш таму. Тука таа слобода што ја имаме и тој менталитет што го имаме тука, никаде во странство го нема. за која е слобода? Еве да тргнам од мала точка, слободата што имаш кај Дејан у канцеларија. Кога сакаш на цигара да излезеш, сега вака се Океј. на тоа прво ми текна. Кај ке еве ти работиш за странска фирма? Имаш пауза? Точно во таа минута робот е тоа. Таму се роботи у странство луѓето и таму нема живот. Живот не постои. Тоа им е работа и дома се цел живот. Сите си се насочени на една работа, значи таму не смееш сјалица дома да смениш само. Казна ќе излезеш, ти ако не викнеш некој да те смени, тој си има работа. И тој си работи таа работа. И него работа му е сјалица. Не смееш улје да смениш у колата. Ако те фати полиција, казна. Роботи се, немаат живот, живеат петок и за каде сабота. спориш? Еве е специфично за во Германија бидејќи колку толку го познавам животот таму. Океј. Немаат емоции, немаат љубов. Фамилијата на нив, нешто како детето го чува до 18 му е негова врска го чува. После тоа го брка од дома. И не го интересираш опред. Ја мислам дека тоа е супер, затоа што така некои ќе се Да, ама сакам да кажам животот и малце е поразлично. Малце поише различно работи нашата држава. И таа слобода, веруј ми, ја нема специфично за Германија зборам. Не знам, мене не ми е битна. Океј, можеби прво мојата компанија кај што работам моментално не е тоа што јас мислам не е тоа што јас супер сакам да го се кажав бавам. само Ама што не ми споредам. пречи да имам одредени паузи од некого. Не ми пречи да се имам своја така фокусирана позиција и да се бавам со тоа. Не е се што сакам да правам, секако. Ама поентата ми е дека тоа те прави одговорен и јас секогаш се држам за тоа, зашто тоа се очекува од мене. Одговорност е нешто што пред се многу фали. И мислам дека се стекнува и како лично се развиваш, посебно кога некој на 18 години ќе те пушти ти да бидеш сам, да живееш во светот. Тоа кај нас не се случува зашто ти како некој на 18 години нема да имаш можност сам да одиш да живееш во Скопје. Нема да имаш прво средства за тоа да си го дозволиш, ама таму тоа е супер што некој може да изгради таква самостојност. Ја го разбирам тоа. И веруjem ми Ето, многу мислиш. тук се согласуваме премногу за тоа. Јас мислам дека не се согласуваме. Не, јас ти зборувам за емоциите. Океј. Нема родител кон дете нема емоција. Сигурен си? Од прва рака ти го кажам ово со најголема сигурност. А какви емоции треба да има? Не знам како да ти го Кажи го како сакаш. објаснам ова. Мажот има
негов живот, жената си има негов живот. Негов живот. Не нејзин живот. Так. Не е битно. Нема љубов. А која е дефиницијата твоја за љубов? Како изгледа љубовта тука? Кога за таму зборувам. Кога ќе дојдат од работа, ова ти го кажувам еден нормален ден на германец, еве да кажеме. Океј. Мажот си иде си прави негови работи, си иде си се журка, си се ебе со други, си излага, сето окей. тоа. Жена му знае. Жена му не ја интересира. Нејзи е битно да има плата, да си платат сметките и она си излага со себе со други. Они битно се у брак. Детето го чуваат Окей. дека треба да го чуваат и они така функционираат. И исто како јас да сум го доживеал. Па не знам дека тоа баш значи дека нема љубов помеѓу нив. Наверојатно они може би имаат таков однос, затоа што прво можеби има бракови во Македонија кои што би преферирале да имаат таков однос, само тоа не е нормално или социјално неприфатливо. И они бираат да го немаат тој однос и така бракови се распаѓаат. Јас не знам еден мој другар или другарка кои што немаат разведени родители. Јас тоа го кажувам затоа што такви работи се социјално неприфатливи. Не, тоа Можеби они тоа свесно го одлучиле. Па тоа викам, тоа е можеби подобро. Затоа што они го размислувале тоа, го испроцесирале и свесно одлучиле да живеат таков живот. Океј, еве ајде да уште може да дојдов до подобар збор. Себични се луѓето. Секој си го гледа својот живот и не го интересира ти. Тоа е супер. Ма не, тоа не е човечно. А па што е човечно? Абе не, океј, сега те разбирам и ти што сакаш да кажеш. Да, океј. Дека тука животот е срање и тоа јас се согласувам и јас сакам да одам да живеам како до сега да гомна дека ама пак тој момент фали таму многу, што го имаме ние тука. Тоа сам ти кажам, тоа е драгоценото кај нас. Тоа е тој джем што го имаме, тој рер. Јас сакам да ми го представиш подобро зашто не знам за кој джем зборуваш. Барем јас мислам дека во Балканот има друг менталитет и друг стил на живење со луѓето околу тебе, како society, како општество. Добро. Тамо не функционира така. Роботи се, тоа не знам како да ти не знам, многу... Дали ние ги доживуваме како роботи, ама не би рекол дека например, јас имам барикада во комуникацијата со моите родители само заради нивниот менталитет и заради тие социјално неприфатливи работи кои што они не можат да ги процесираат. И јас не знам како на друг начин да ги зборувам со нив, едноставно како ги исклучувам од мојот круг каде што јас зборувам отворено за тие работи. И јас веќе буквално се оддалечувам од нив само затоа што они не знаат за што зборувам. Да. Или не го разбираат тоа. И најверојатно ми требаат некои кои што ќе бидат свесни или ќе можат или нема да бидат толку заглавени во некое време за да не може ние да зборуваме за тие работи. Тоа се согласувам, добро. Можеби ние тоа што го имаме посебно од некаков поинаков аспект, не знам што мислиш дека е посебно. Пробувам да разберам. Само пробувам да го видам тој джем за кој што зборуваш. Што е тоа што ние го имаме? Дали можеби мислиш на нашата традиција, каде што ние сме сите блиски и нашата гостопримливост, што имаме доаѓа некој му неди се на маса, или веќе некој кој ќе доаѓа кај тебе неколку пати дома веќе станува магично дел од фамилијата. Има некои убави работи. Тоа само да кажам, тоа е и тоа е супер, ама тие работи ако фалат во странство, тоа не значи дека нешто многу фали. Добро, океј. Значајни се дека ги има, ама врз тие има многу други неубави работи кои што едноставно ми одмагаат да ги видам тие убавите работи.